Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Веќе неколку денови, слушајќи ги пресконференциите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица, се повеќе почна да ни се допаѓа начинот на кој нашите партиски опоненти се обидуваат да ги охрабрат граѓаните. Цитирам: кои се нашле во слична ситуација, се мисли на измама, да пријават до институциите во државата. Сега, почитувани граѓани, почитувано раководство на ДПМН во Струмица, ние од СДСМ сакаме да во охрабриме да одговорите на прашањето за кое сметаме дека е од големо значење како за граѓаните на нашата општина, така и пошироко. Именно вие од ДПМН имате апсолутна власт во државата. Ве прашуваме, дали е точно дека извршивте и овој пат невиден упат во судството на Република Македонија, поставувајќи го вашиот партиски секретар за председател на Основниот суд во Струмица? Дали е точно дека со поставувањето на госпоѓа Тања Малинова за председател на Струмичкиот основен суд е направена злоупотреба на службена положба од надлежна институција на Република Македонија, се со цел да се стави партиска контрола врз независноста на судството во нашата држава? Ке прашате зошто. Позволите да го упатиме каде да ја барате злоупотребата и доколку се покаже како точна, да одговорите на народот што ќе преземете. Значи, во Законот за судовите, службен вестник број 58/06 од 11 мај 2006 година, во член 47 став 1 стои, цитирам: председател на суд се избира од редот на судиите на Република Македонија под услови, во постапка и на начин како што се врши избор на судија во соодветниот суд. Завршен цитат. До овде, почитувани, се е јасно. Сега СДСМ прашува, доколку го прочитате Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите, службен вестник број 150/2010 од 18 ноември 2010 година, во членот 18 ќе прочитате, цитирам: за председател на суд се избира судија кој во последните 2 години од страна на Судскиот совет на Република Македонија е оценет со највисока позитивна оценка и во однос на другите пријавени лица има добиено најголем број бодови согласно закон. Завршен цитат. Сега, рете да ви го поставиме и клучното прашање. Дали почитуваната господја Тања Малинова, председателка на Основниот суд во Струмица, има 2 години работен стаж како судија, па да може нејзината работа Судскиот совет да ја оцени согласно веќе цитираниот закон? Драги пријатели од ДПМН, навистина Струмица е мало место, па сите се познаваме меѓу себе. Затоа јавноста добро знае дека господјата Малинова Тања пред неполни 5 месеци беше избрана за судија во Основниот суд Струмица. Затоа и ќе ве прашаме, кој кого заштитува, почитувани? Да, граѓаните треба да знаат кој кого заштитува. Благодарам.